Освен тоа што јавно беше објавено дека пресуд започнува во 11 часот, преку имејл порака сите новинари бевте известени дека треба да се пристигне порано затоа што почетокот е во 11 часот. За сите настанати недоразбирања ви се извинуваме и се надеваме дека сега ќе може да продолжиме конкретно со прашањата. Повелете, па после колешката госпоѓа Тагетева се извинувам. Само момент да ви микрофонот да ви го даде. Само кратко, од ова што го слушнаме со отварањето на новата истрага наречена Таргет. Дали со ова значи дека паѓа приказката за странските служби, за базните станици и за жолтите комбиња? Или вие имате некои други сознанија? Од она што ние го поседуваме како доказен материјал и предмет, како што кажавме, беше токму испитувањето дали ја зедовме како поидовна основа и пресудата која што е правосилна и со која што едно лице од вработено во поранешно вработено во управата за безбедност и контраразузнавање призна вината. Значи поидовме од таму и испитувавме дали во рамки на управата за безбедност и контраразузнавање вршена злоупотреба на системите и сите докази кои што ги обезбедивме одеа во таа насока. До сега ние не поседуваме докази во насока на тоа дека од страна на странски служби или жолти комбиња или како и да беше вашето прашање е вршено незаконското следење на комуникациите. Ние може да кажеме во делот на она што се наши сознанија во истрагата, а во однос на делот на изјавите, не се оградувам. Повелете, госпоѓа Тагетева. Во ред на почеток обвинителке мала дигресија, значи мојот телефон може да потврди дека во 10 минути пред 11 часот колегите кои стоевме надвор бевме надвор. Тоа е едно, значи дојдовме на време. Јас од специјалното јавно обвинителство на мој мејл не добивам известување за пресконференции. Вашата колешка може ќе ви објасни зошто 10 минути порано не ни ја отвори вратата. Како и да е, а за наредбата да постапи обезбедувањето ќе барам одговор од внатрешна контрола да ми одговори. Сега во врска со темата за која е слика на пресод, дали може да ни кажете кривичните дела кои се што ги сториле осомничените во оперативната обработка Таргет, тоа е едно. И второ, јас, ако не се лажам, обвинителката Фатиме Фетаи, поправете ме ако сум грешка, рече дека 4200 и неколку телефонски броеви биле следени. Мислам дека така кажа. Прашањето ми е, од лидерот на Социјалдемократскиот сојуз беше информирана јавноста дека биле следени над 500.000 луѓе. Или толку беа разговорите. 20, да. Добро. Да, знам во која насока ви оди прашањето. Се извинувам за бројките. Нема проблем. Значи вака, она што како бројка го спомена колешката Фетаи е бројка на најмалку. Значи зборуваме за најмалку колкав број на телефонски броеви биле предмет на незаконско следење на комуникација. Прво да појаснам што тоа најмалку значи, пошто неколку пати беше повторено, сигурно ќе има прашање и на таа тема. Најмалку значи дека овој број со сигурност е број кој што надвор од судските наредби е следен. Ние од дел од мобилните оператори, односно од телекомуникацијските оператори во Република Македонија, успеавме да прибавиме податоци за тоа кои броеви биле таргети, односно кои броеви биле предмет на следење на комуникациите во периодот кој што ни е предмет на истражување, се разбира. Потврдата не ја добивме уште од еден телекомуникацијски оператор и заради тоа од наша страна до судот е поднесено барање да бидат издадени соодветни наредби за да можеме да прибавиме докази од тој телекомуникацијски оператор со цел, целосно да ја имаме точната бројка на лицата кои што биле, односно не на лицата, туку на телефонските броеви кои што биле предмет на незаконско следење на комуникациите. Така што зборуваме за бројка од најмалку, како што е и наведено на слайдот, на 5817 телефонски броеви кои што се следени или без судска наредба воопшто да биде издадена или во период кој што е надвор од оној, односно го надминува периодот во судската наредба. Сега, кога правите паралела со прашањето во однос на тоа на изјавата на господинот Зоран Заев, и колешката Фетаи појасни во нејзиното излагање дека таргети, односно броеви кои што се маркирани од страна на кај нас во случајот управата за безбедност и контраразузнавање, бројката е една. Меѓутоа, незаконски се следени комуникациите и на сите лица кои што разговарале со овие лица кои што биле таргети. Сега,
Од анализата на хард дискот кој што ни е доставен, произлезе дека, само да бидам прецизна, бројката беше некаде 20.017 различни телефонски броеви кои што биле предмет на следење на комуникациите. Значи, она како бројка што ние го имаме од хард дискот, доставен од страна на опозицијата тука кај нас. Тоа е таа бројка. Првото прашање се... Да, кривични дела. Вака, сите осомничени лица се сомничат за кривично дело злоупотреба на службената положба и овластување, со тоа што се сомничат дека делувале како соизвршители и токму на штета на средствата на државата, а тоа се системите за следење на комуникациите, кои што се набавени токму како средства на државата, е извршено незаконското следење на комуникациите. Нема проблем. Еве сум тука јас. 5 секунди ќе одземам за да прочитам дека на вашата страница на Facebook стои дека денеска со почеток во 11 часот ќе има пресконференција. Да. Координирајте ги во иднина мејловите и објавите на Facebook. Горе. Ако треба порано и тука пишете порано, иако ќе повторам во 10:50 10 пати му кажавме на обезбедувањето. Тоа што полицаец униформиран ме влечеше таму до улицата и ме туркаше е друго прашање. Рековте дека овој случај ќе има импликации врз процесот пуч. Така. Се согласувам дека веќе правно не е издржано Заев да одговара за насилство врз државни органи затоа што е глупост, затоа што имаме и техничка влада, имаме и предвремени избори, така да исполнето е неговото барање. Што е со останатите? Дали ќе се повлекуваат обвиненијата, зборам за Верушевски, за Лазаревски, или потврдите дека и Звонко Костовски, или потврдите дека и тие се дел во оваа група која прислушувала и ќе остане обвиненијата? Вака сега, како ќе тече постапката, тоа би требало да се произнесеме пред судот. Така што ќе чекаме судот, нели, формално да закаже главна расправа, или пак она што во моментов можам да го кажам е она што е утврдено дека неминовно, како што кажа и колешката Фетај, овој предмет ќе има импликации на тој предмет. Меѓутоа, во која насока ќе одат тие импликации не би зборувале предвремено, туку би сочекале во иднина формално и да го произнесеме нашиот став. Други прашања, повелете? Имам 3 куси прашања. Првото прашање е поврзано со овој предмет, со истрагата денеска што беше објавена. Какви мерки за безбедност, за обезбедување ќе бидат побарани? Второто мое прашање би било како ја коментирате изјавата на државниот јавен обвинител Марко Зврлевски дека сте неуставна институција? И третото, дали гледате обструкции во одлагањето на предметот пуч? Последното одлагање што беше заради обврските на адвокатот. Против Груевски, да, се извинувам. За општина Центар. Нема проблем. Вака сега. Од наша страна, во конкретниот случај, нема да бидат предложени никакви мерки на предпазливост или мерки за обезбедување на присуство на лицата, од причина што во овој момент, значи ценејќи ги околностите кои што постојат во овој момент, сметаме дека не е целисходно определувањето на вакви мерки. Се разбира доколку дојде до промена на околностите, секогаш стои правото на јавното обвинителство да поднесува предлози за такви мерки. По однос на прашањето за коментар на изјавата за нашата неуставност. Кратко би се осврнала дека обвинителство кое што е формирано да гони корупција и други кривични дела, значи да се бори против криминалот и се залага за владењето на правото, не може да биде противуставно, затоа што токму темелите на владењето на правото се воспоставени со Уставот на Република Македонија. И третото прашање беше прашањето за одлагањето на рочиштето во општина Центар. Можеме да кажеме дека одлагањето на рочиштата е во надлежност на судот. И во таа насока ние ја почитуваме, се разбира, одлуката на судот дека го одложи рочиштето, а дали се работи за обструкција или не, мислам дека во овој момент е многу преурането да се зборува на таа тема, да видиме нека започне рочиштето, па ќе зборуваме понатака. Повелете, микрофонот само ќе ве замолам да го... Господинот Златев има прашање. Една од основните задачи поради која беше формирано специјалното јавно обвинителство беше токму да се даде одговор на ова прашање. Но одговорот ние го добиваме година и пол по основањето, а на 2 дена до почетокот на предизборната кампања во Република Македонија. Дали овој чин го правите, односно дали сега ги објавувате овие обвиненија, оваа истрага, затоа што сакате да влијаете на изборите, и дали може би ова има некаква врска со најавите кои дел од политичарите веќе во изминатите 2-3 недели јавно ги изнесуваа дека веројатно ќе се случи нешто вакво. Ви благодарам. Вака.
неколку пати сме повториле и повторно ќе повториме дека ние не работиме по нарачки ничиви. Ние работиме исклучиво врз основа на докази и во оној момент кога нашите докази и анализи ќе дадат основано сомнение, предметот од предистражна постапка преминува во истрага. Тоа до сега многу пати го имаме повторено, еве во оваа прилика повторно кажувам дека ние не работиме по ничии наредби, најави и така натаму. Во однос на дека се обидуваме да влијаеме на изборниот процес, тоа е апсолутно невистинито. Зошто? Сите бевте сведоци дека во изминатиот период беа од наша страна преземани действија со цел да се обезбедат докази, токму и да се даде одговор, како што и вие сам посочивте, на прашањето кој прислушкувал во Република Македонија како едно од основните прашања заради кои што и бевме формирани. Анализата на податоците кои што ги прибавивме траеше до сега, односно до оваа недела, да речам, кога веќе ги имавме финалните резултати од анализата, кога, како што кажа колешката Фетаи, беше констатирано и отстранување на дел од податоците од тие сервери, меѓутоа кога успеавме да ги обезбедиме и сите други податоци од телекомуникацијските оператори, се работи за огромен број на податоци кои што вие треба да ги обработите во смисла да ги споредите судските наредби кои што ги одземавме во Управата за безбедност и контраразузнавање, сами бевте сведоци, тоа беше пред неколку недели. Тие податоци требаше да се анализираат, да се доведат во корелација со податоците кои што ги имаме, кои се броеви биле следени, за да се направи еден преглед кој од тие следени броеви всушност бил незаконски следен, односно надвор од судските наредби кои што биле издадени. Токму заради тоа што се работи за истрага во рамки на која имавме и потешкоти, ги кажа и колешката Фетаи, за да не се повторувам сега, беше потребно еден извесен период да се анализираат податоците и сосем случајно се погоди да е пред почетокот на изборната кампања. Не би сакала да верувам што се би биле коментарите кога овие наоди би ги направиле, например, да речам 2 недели подоцна од сега, па да биде во рамки на изборна кампања и како тогаш би се толкувала нашата работа. Апелираме, до сега сме апелирали и повторно укажуваме дека нашата работа е исклучиво професионална, наша цел не е да влијаеме на изборниот процес, секој граѓанин треба да го оствари своето избирачко право согласно своите уверувања, тоа се основи на демократските принципи за кои што ние како обвинителство секако се залагаме, така што нашите истраги се исклучиво врз основа на доказите и во оној момент кога ќе добиеме доволно податоци за основи на сомнение. Повелете, уште едно, кажете? Извини. Уште едно подпрашање, па не е проблем. Се работи за следното. Во случајот Пуч веќе имаме една пресуда на еден од обвинетите, и тој во неговиот исказ пред судот вели дека од Зоран Верушевски му било наредувано да прислушува броеви. Дали ја земавте таа пресуда во обзир и дали тие тврдења на тоа сега осудено веќе лице се точни? Вака, ние се разбира дека ги земаме во предвид сите факти и околности кои што стојат во еден конкретен случај. Исто така ја земавме предвид и таа пресуда, меѓутоа како што информиравме од наша страна за таа пресуда е поднесено и барање за испитување на законитоста во однос на неколку спорни моменти, така што ќе ја чекаме и одлуката на Врховниот суд по однос на таа пресуда. Може да објасните зошто нема мерки за овој случај, значи конкретно што ве спречува? Нас не спречува ништо. Значи, оцена на јавниот обвинител е дали ќе биде потребно одредени лица да биде побарано за одредени лица изрекување на мерки за обезбедување на нивно присуство. Со оглед на кои осумничени лица станува збор и со оглед на состојбите кои што во моментот постојат во однос на тие лица. Зборувам за индивидуални карактеристики кои што ги дефинираат тие лица, нивни работни односи и така натаму. Сметаме дека во овој момент не постојат околности кои што упатуваат на тоа дека овие лица можат да го повторат делото, можат да влијаат на истрагата и во крајна линија дека можат да се дадат во бегство. Се разбира доколку добиеме било какво сознание кое што оди во насока на потврдување на една од овие 3 околности, од наша страна ќе бидат преземени соодветни мерки. Микрофонот. Имам 2 прашања. Прво, што ќе се случи сега со предметот Пуч, бидејќи во овој случај за едната иста работа имаме едни обвинети и едни под истрага. И второ, наведовте некои лица кои биле следени, периодот во кој што биле следени. Дали имате информација за дел од лицата кои што најмногу ги слушавме во бомбите, како поранешниот директор на УБК, поранешната министерка за внатрешни работи, поранешниот премиер. Имате ли информација во кој период тие биле следени? Вака.
За првото прашање, може, како што и претходно кажав, ќе дојде време кога ќе кажеме точно кои се импликациите што оваа истрага ќе ги има врз предметот пуч. За исти действија не се работи за исти действија за кои што веќе имаме пресуда, туку се работи за действија на други лица. Може би се во таа насока, меѓутоа се работи за действија на сосем други лица и сосем различни се действијата на извршување. Да, ние поседуваме податоци и за други лица кои што биле таргети. Дел од овие лица кои што ми ги споменавте, морам да кажам дека не биле предмет на следење на комуникација, односно не биле таргети. Туку нивните комуникации се што беа јавно објавени, се објавени затоа што истите комуницирале со лица кои што биле таргети. Инаку да, поседуваме некои статистички податоци, ако сакате ќе ви изнесам. Прашавте за поранешната министерка за внатрешни работи, значи поранешната министерка за внатрешни работи Гордана Јанкуловска во денови ќе зборуваме, следена најмалку 732 дена незаконски. Го имаме поранешниот министер за транспорт и врски кој што имал неколку телефонски броеви, па така на првиот телефонски број најмалку е следен 732 денови, на неговиот втор телефонски број најмалку 553 денови и на третиот телефонски број најмалку 816 денови. Го имаме Али Ахмети, кој што на едниот телефонски број е следен најмалку 338 денови, а на вториот телефонски број најмалку 867 денови, се извинувам. Го имаме Мендух Тачи со најмалку на едниот телефонски број 1257 денови, исто колку што има и на вториот телефонски број. Тука е и Љубе Бошковски, кој што на едниот телефонски број е следен најмалку 320 денови, на вториот телефонски број најмалку 92 денови, Муса Џафери со најмалку 1658 денови, Имер Селмани со најмалку 920 денови. Имам тука поприлично долга листа, така што голем дел од лицата, значи како што кажав, кои што биле таргети, имаме податоци дека биле незаконски следени. Повелете? Се извинувам, госпоѓата Милка позади, па потоа вие. Обвинителки него споменавте поранешниот премиер, дали тоа значи дека господинот Груевски не бил таргет? Од податоците со кои што ние располагаме, а како што претходно кажав, доаѓаат од страна на еден оператор. Во рамки на тие податоци можеме да кажеме дека неговиот телефонски број не бил таргет. Во тој контекст и јас сакам да ве прашам, објаснивте дека имате податоци само од еден оператор. Така? Од кој оператор немате добиени податоци и кога ќе добиете, има ли најава дали воопшто ќе добиете? Како што кажав, тие податоци се побарани писмено, меѓутоа добивме одговор дека такви податоци не поседуваат од тој телекомуникацијски провајдер или оператор, да го речам, и ние сега, како што кажав, пристапивме кон барање од судот да бидат издадени судски наредби за да ја провериме околноста дали навистина такви податоци не се содржани и таму и што всушност може како доказ да прибавиме од тој оператор. Би ги задржали имињата на операторите сега во тајност заради интересот на истрагата. Имаме тука прашање, па позади. Како што кажав, не би ги споменувале во овој момент имињата на телекомуникацијските оператори, токму затоа што веќе имаме и побарано наредби од судот да бидат издадени, а во насока се разбира на успешно спроведување понатаму на истрагата. Повелете? За која истрага и за што беше поврзано фотографирањето на објектот на улицата Салвадор Алјенте на Водно, каде што воедно беше приведен таму исто така и ваш истражител? И тогаш мислам дека известивме, ако не сме известиле сега ќе појаснам, дека во конкретниот случај не станува збор за истрага, се работи за предистражна постапка, со оглед на тајноста на предистражните постапки, законот не спречува да објавиме што е предмет на предистражната постапка и што е предмет на наш интерес, така што во овој момент не можеме да ви дадеме податоци. Се разбира, штом ќе можеме да обезбедиме такви податоци ќе бидат споделени со јавноста. Позади има уште таму. Мене ме интересира дали имате податоци освен телефонски, дали има и незаконско следење на интернет комуникација, значи на Facebook, Viber и слично, и дали дента кога влеговте во УБК, дали и тој ден имало незаконски следења? За кој ден зборуваме? Дента кога влеговте во УБК со судска наредба. Дали тој ден имало активни незаконско следење? Вака.
За интернет комуникацијата и другите видови на комуникација истрагата е во тек, така што дополнително ќе подлежат на проверки и тие податоци, односно кој тип на комуникација е следен. Имаме одредени индиции, меѓутоа во овој момент се уште истражуваме и немаме конкретни податоци кои што би ги споделиле со јавноста. Во однос на другото прашање, како што и колешката Фетаи појасни, предмет на истражување ни е периодот до 31.12.2015 година. Точно е дека од податоците со кои што располагаме имаме податоци кои што упатуваат на злоупотреби во текот на 2016 година, меѓутоа не сме во можност конкретно на вашето прашање да обезбедиме одговор за дента кога бевме во управата за безбедност и контраразузнавање. Сите лица кои што биле предмет на кои што биле таргети, поседуваме, како што кажав, одредени податоци, меѓутоа овие податоци во моментов сега не ги поседувам пред мене за да ви соопштам точно кој се бил предмет на следење. Се разбира, се работи за поголем број телефонски броеви, чии што собственици треба и дополнително да ги утврдуваме, затоа што се разбира во овој момент не ги имаме утврдено и сите собственици на тие телефонски броеви и понатака како што ќе напредува истрагата, верувам дека ќе добиете одговори на таквото прашање. Само како ме интересира, ќе бидат објавени имињата кои се прислушувале затоа што објавите само неколку имиња? Да, така. Ги наведов како пример само овие имиња. Да, и бизнисмени, да. Еве, например, имам податок за господинот Хари Костов, кој што бил прислушкуван најмалку 732 дена. Сега, целосна листа на тоа кој се бил прислушкуван, во овој момент не можам да ви кажам нити дали ќе објавиме, нити кога ќе објавиме. Се разбира, мора да го имаме предвид интересот на истрагата пред се и во зависност од интересот на јавноста. Се разбира, доколку постои широк таков интерес, кој се бил предмет на незаконски следени комуникации, овие лица мора да напоменеме дека имаат и третман на оштетени лица, со оглед дека нивните права на приватност се повредени, така што ќе видиме како ќе се развие истрагата и дали дополнително ќе обезбедиме целосна листа. Како што кажав, во овој момент не ни се утврдени сите буквално имиња и презимиња. На поголем дел се, меѓутоа не на сите. Во која насока? Значи вака, како што кажав, системот на следење на комуникации функционира на начин што определува еден телефонски број чии што комуникации се пресретнуваат, односно чии што комуникации се следат. Сите разговори, односно сите негови соговорници, исто така се предмет на следење само за разговорот кој што се одвива со лицето кое што е таргет. Така што, како што и претходно напоменавме и за прашањето на госпоѓата Милка и во вашиот случај, се работи за лица кои што се јавиле како соговорници на лица кои што веќе биле таргети. Може овде? Не можеме сега, немаме такви статистички податоци во овој момент да обезбедиме. Така, да. Од дома. Да разјасниме уште еднаш. Значи, ние зборуваме за лица кои што биле таргети. Значи, лица кои што биле маркирани, односно обележани во системот на следење на комуникации како лица чии што комуникации ќе бидат следени. Колку разговори имале и со кого се разговарале тие лица е нешто кое што во овој момент ние не можеме со сигурност да го потврдиме. Кажав и дека податоците со кои што располагаме се делумни, не се прибавени од секаде. Дел од податоците се веќе и уништени и заради тоа зборувавме дека станува збор за најмалку 5000 и која беше бројката имаше на слайдот, лица кои што биле предмет на следење на комуникациите. Така што во секој случај обемот на следење на комуникациите е далеку поголем од овој кој што денес го презентиравме. Обвинителки, може ли кусове молам од преска чекам? Во овој момент таков статистички податок немам, ќе се обидеме да извлечеме, еве да ви обезбедиме повелете. Кусо, колку лица пријавиле одштетно поверување од оштетените кои што биле таргет на прислушување и какви вербални докази се обезбедени? Значи, дали од лица кои што учествувале во прислушувањето или во некој од надвор?
Во интерес на истрагата не можеме да кажеме кои се лица се јавуваат како сведоци, тоа треба да е разбирливо. Зошто? Имаме вербални докази, освен материјалните докази, и тоа доаѓаат од повеќе страни вербалните докази. Тоа е се што можам во однос на тоа каков тип на докази станува збор. Оштетното побарување беше предјавено, чинам, не ме фаќајте за збор, од околу 14 лица, кои што претежно доаѓа од новинарската фела. Се разбира сите лица кои што сметаат дека нивните права поради незаконското следење на комуникациите се оштетени, во било кое време можат да предјават оштетно побарување. Во овој момент не можам да ви обезбедам таков податок, се разбира дополнително ќе ви известиме, немам таков податок дали бил таргет и председателот на државата. Така? Конкретно за случај кога по наредба на специјалната обвинителка ваш истражител постапуваше по угледување на живеалиште на осомничено лице во предмет. Така. Јас со сигурност можам да кажам и целокупната документација со која што располагаме говори во прилог на тоа дека ние нити сме ангажирале приватен детектив, нити имаме потреба да ангажираме приватен детектив. Ние како истражители имаме службени лица од Министерството за внатрешни работи што ни се доделени и воопшто немаме потреба во овој момент од приватни детективски служби. Дали тоа значи дека неовластено лице било во моментов кога ваш истражител вршел службени действија? Тоа прашање ќе треба да го поставите на основното јавно обвинителство Скопје. Тие ја водат таа постапка, ние можеме да зборуваме за действијата на нашиот истражител, кој што се повторувам службени действија и ги преземал во рамки на предистражна постапка, која што се води тука и тоа е се што можете да добиете од нас како информација. Во прислушуваните разговори кои беа објавувани, видовме дека поголем дел од таргетите таму беа политичари кои доаѓаат од власта. Како е ситуацијата кај вас? Имате повеќе политичари од опозицијата или од власта во материјалите и статистиките? Имаме статистика и за политичари и од опозицијата кои што биле предмет на следење на комуникации, незаконски се разбира, имаме и за од власт. Статистички како е политички поставена опозиција власт ние не вадевме, затоа што повторно кажувам, значи нас не интересира кои лица како индивидуи се оштетени од незаконското прислушкување. Статистички дали припаѓаат на власта и опозицијата за нас е ирелевантно. За нас е релевантно дека нивното право на приватност е повредено и се работи, значи подеднакво ги третираме сите индивидуи кога станува збор за нив како дека истите се жртви на кривично дело. Уште едно прашање и готово. Така. Значи, уште еднаш ќе повторам. Таргетите биле лица кои што во рамки на Управата за безбедност и контраразузнавање од осомничените лица биле внесувани во системот за следење на комуникација. Што значи ние ги товариме овие осомничени лица дека токму лицата кои што се ставени како таргети биле предмет на следење на комуникациите. Во конкретниот случај ве посочивте разговор помеѓу Гордана Јанкуловска и други лица. Кажавме, нашите податоци говорат дека Гордана Јанкуловска била лице кое што чисто телефонски број бил внесен во системот за следење на комуникација. Надвор од постоење на судска наредба, што значи таа била таргет во конкретниот случај и пример што ми го дадов. Сакам да повторам и да напоменам уште еден момент. Значи, од разговорите кои што ние тука ги имаме, на дел од нив извршено и вештачење. Потврдена е автентификацијата со тоа вештачење на дел од тие разговори. Така што тоа е се што во овој момент. Молам? Тоа ќе треба да го објаснат и осомничените лица во текот на истрагата, кои и зошто баш тие лица биле предмет на незаконско следење на комуникација. Ви благодарам многу на вниманието.